Куќињата скитници од градот ќе бидат соодветно третирани по различни постапки, а потоа изгрижени во стационарна улица Гостиварска кај комунална хигиена. Според програмата месечно ќе бидат заловени 20 куќиња, а на годишно ниво ќе се одвојуваат 500.000 денари, пари од буџетот на општина Тетово. Ова предвидува предлог програмата која едногласно беше усвоена на денешната седница на Советот на општина Тетово, со чија реализација треба да се реши еден од најголемите проблеми на градот. Заловување и транспорт. Значи за таа цел ќе бидат ангажирани работници за заловување на бездомните животни, кои што ќе бидат опремени со соодветна униформа и средства за лична заштита, како и опрема. Значи ќе имаме соодветно возило и приколка, јамки и мрежи за заловување, пушки за привремено успивање со средство за времена парализа, што значи успивање, корпи кафези за транспорт, околувратници и водилки, соодветни средства и опрема за евиденција и идентификација на заловените животни, потоа транспорт од местото на заловување до стационарот се врши со специјално возило, кое што ќе биде на соодветен начин обележано со надпис Служба за хуман третман и контрола на бездомни животни. Значи, предвидено е соодветен објект каде што ќе бидат стационирани. Објектот е од тврда градба, лоциран е на улица Гостиварска, комунална хигиена ИАКП Тетово, опремен е со соодветни простори за медицински третман, како и кафези, боксови за сместување на животните, при што заловените животни се транспортираат од стационарот, каде се врши преглед од страна на надлежен доктор по ветеринарна медицина, при што се одредуваат животни што ги исполнуваат критериумите за еутаназија. Сите клинички здрави животни се пренесуваат, значи, во посебен дел. Потоа, наредна активност е стерилизација. Стерилизација на женските и машките животни се врши после детален преглед. Сите животни кои по мислење на ветеринарот ги исполнуваат критериумите за операција, се оперираат, стерилизираат. Непосредно пред напуштање на стационарот, животното се вакцинира против беснило и одредени животни се враќаат на приближно истата локација од каде што претходно биле заловени, при што ќе бидат обележани со ушна маркичка. На седницата, меѓу другото, беше решено и дека улиците Страшо Пинџур, Тодор Циповски Мерџан, Борис Кидрич кај основното училиште Братство и улицата Кузман Јосифовски Питу да бидат едносмерни, зашто, како што беше објаснето во образложението, не ги исполнуваат критериумите за двонасочен сообраќај. Четвртата точка од дневниот ред пак се однесуваше на предлог одлука за зголемување на бројот на деца кои ги згрижува градинката Младост во Тетово за учебната 2018-2019 година, која најде на поздравување од страна на сите советнички групи. Меѓу 36 точки од 12-тата седница на Советот на општина Тетово се усвои кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Тетово, а се дискутираше и по предлог одлуката за финансискиот извештај за работењето на јавното комунално предпријатие Тетово, извештај за работа на регионалната единица водовод и канализација, предлог одлука за доделување на финансиска помош.